временските услови ни дозволија оваа година да порано почнеме со активности и тоа може да се види сериозно на терен и во делот на изградба на патишта, делот на комунална инфраструктура, водоводи, канализации, процесот на гасификација изворедно течи, така да сето она што се случи во 2019 година, уште повеќе ќе се случи во 2020 година. Сакам да најавам стравот на градежна офанзива и во месец март веќе, бидејќи од она што го гледаме најавата за временските услови дека ќе бидат добри, така да и согласно она што со директорот го разговараме на дневна основа и со градоначалниците на општините, но се разбира и во Министерството на транспорт и во јавното претпријатие за државни патишта, бидејќи голем дел на проекти се веќе со тендерски постапки завршени, така да голем дел на изведувачи и надзори се воведени во работа. Ми се наоѓаме во Дојран, а ова е патен правец поделен, рехабилитацијата е поделена на 4 дела. Првиот дел се започна уште во ноември месец и кога дозволуваа временските услови се работеше со доаѓањето така на првите потопли денови, веднаш се започна во јужна дел од државата со асфалтирањето и со работењето на тоа што претходно беше започнато. Овој дел е поделен на 4 дела, како што реков, едниот дел веќе е завршен, тој е од Црничино до раскрсницата кај Николич. Сега се работи делот од Нов Дојран до Стај Дојран, па следува од Стар Дојран до граничниот премин со Грција, за да после тоа се оди четвртиот дел, тоа е од Дедели до Фурка. Значи, буквално мајските празници да биде ова делница спремна за туристите и да може непречено и безбедно да се одвива сообраќајот. Тоа ќе придонесе како за развојот на општина Дојран, така и за подобрувањето на условите на туристите кои што го посетуваат Дојран, бидејќи знаете дека овде се наоѓа и граничниот премин кој што во летниот период има огромен број на транзитни туристи. Со подобрувањето на патната инфраструктура ќе се подобрат и условите, а се надевам дека ќе ги подобриме условите за привлекување и на повеќе туристи. Како што напомена министерот за транспорт и врски, господинот Сугаревски, општина Дојран има обезбедено преку 600.000 евра средства за локални патишта. Веќе имаме аплицирано со 3 проекти за локални улици во населените места Фурка, Црничани и Николич. Исто така за канализациона мрежа во селото Црничани. Тие се средства веќе обезбедени. Така што продолжуваме понатаму за подобрување на условите и во другите населени места. Работиме интензивно на изработка и на проекти за довршување на тие, односно искористување на тие финансиски средства.